Јавноста и сама е сведок дека во изминатиот период се случува масовна партизација во институциите и тоа на грбот на граѓаните, и тоа е сосема спротивно на што го кажуваше и што го ветуваше Мицковски, додека гледаме полицајци на граничниот премин Блаце се казнуваат од плата и тоа без никаква одговорност, додека министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави мерки за заштита од злоупотреба на државниот буџет, ние гледаме како се измислуваат во владината коалиција функции за вдомување на партиски кадри и тоа, како што кажав, на некои измислени функции. Последно што го гледаме се советниците во Министерството за внатрешни работи, 23 советници, побарани од заменикот министер Исеини и од министерот Панче Тошковски, за во два паралелни кабинети, кои што ќе земаат плата и до 66.000 денари. Ова значи дека граѓаните месечно овие советници ќе ги плаќаат 1 милион денари секој месец. На коалицијските партнери во власта изгледа не им е доволно тоа што имаат министри, тоа што имаат заменици министри, тоа што имаат двајца заменици директори, тоа што имаат директори. Очигледно не знаат за доста кога станува збор за задоволување на апетитите во коалицијата. Измислени функции од координатори, национални координатори, заменик на заменикот директори, така натаму. Ова, почитувани, можам да кажам дека е класичен пример за партизација со која се ограбува буџетот и само за задоволување на апетитите во владината коалиција.